Ова е лицето на тероризмот. 11 септември 2001, Њујорк. Но 7 оркестрирани напади во Шри-Ланка неделава покажуваат дека тероризмот е далеко од минато. Всушност, 18 години по нападите во САД, бројот на терористички напади во светот е повеќекратно зголемен. Ова беше констатирано на презентацијата на новиот извештај за превенција од тероризам на Американскиот институт за мир. Кога го подготвувавме извештајот за 11 септември, имавме две насоки од Конгресот. Како можеше ова да се случи и тоа во САД? Откривме дека имаше грешки. Следно беше да подготвиме механизам што ќе спречи такво нешто да се повтори. Работната група од Институтот за мир на САД, задолжена од Конгресот, работи на изготвување стратегија за превенција на тероризмот во така наречените кревки држави. Земји каде поради недоволно демократија, екстремистичката идеологија полесно се шири. Учесниците во презентацијата на извештајот во Вашингтон беа согласни дека ослабувањето на исламската држава во Ирак и Сирија отвора поголеми можности за фокус на превенцијата. Чувството на неправда, незадоволството кај граѓаните кои не чувствуваат дека државата се грижи за нив, кога општествениот договор е прекршен, тоа е дефиниција за кревкост. Научивме дека колку што земјата е покревка, поголема е веројатноста за конфликти, како граѓанска војна, имиграции и инциденти на насилен екстремизам. Терористичката организација Исламска држава мутира и се вовлекува во овие кревки региони. Главната порака на учесниците е дека со добро владење може да се даде посилен отпор на вирусот на екстремизам. Учеството на граѓаните во овие напори е клучно, вели поранешната државна секретарка на САД Медлин Олбрайт. Клучно е доброто управување со државата. Надворешните советници може да помогнат, но главните напори треба да дојдат однатре. Луѓето мора да се мотивираат да работат на решавање на својот проблем. Тоа да не им биде наложено од друг, туку да сватат дека се дел од решението. Тероризмот не е проблем кој што засега само една земја. Тоа е современ предизвик со кој што се соочува човештвото. Државите мора да се борат против тероризмот и идеологијата на екстремизмот и одвнатре и однадвор. Потребна е широка меѓународна соработка, која што бара голема посветеност и од владините институции и од граѓанскиот сектор.